Здраво! Добре дојде на новата епизода на мојот подкаст. Денес размислував за што ќе зборувам и каква епизода ќе ве снимам. И некако одлучив дека ќе поидам од една тема која што мислам дека многу е важна и дека многу често ја зборуваме, многу често некако ја знаеме, свесни сме, но кога ја гледам присутна на тераписките средби, во пријателските разговори, по форумите, по коментарите, по социјалните мрежи, по групите во кои што се среќаваме, станувам свесна дека да, имаме ние некаква свесност за оваа тема, но сепак многу е силна, многу е моќна. И сепак не знам дали баш навистина го имам ово интегрирано во себе. Зашто станува збор? Станува збор за тоа како да се остане верен на себе без да се загубиш во туѓи очекувања. Односно, како можеш да се фокусираш на тоа да си останеш своја, автентична, верна на себе, дури кога се соочуваш со огромни притисоци од околината. И реалноста е дека, иако ние сме свесни дека сето оно кој што се пласира на социјалните мрежи не е вистина, сепак во овие разговори кои што ви ги споделив и не е баш така. Затоа што многумина всушност кога ќе видат одреден дел од нечи живот, кога ќе видат одреден дел од нивниот успех, кога ќе видат нешто кое што е, ајде да речам налик убаво, мислат дека веднаш некако носат несвесен заклучок дека аха, па добро, супер, значи нив им е многу убаво, не е многу убаво, не е баш среќна и така натаму, и некако се затвараат за свој личен раст и развој и од една страна никогаш не се запрашуваат добро, што направи таа личност за да стигне до тука, што е оно кое што било нели предност, што е оно што го надминала, која е реалноста, а од друга страна забораваат дека тревата кај комшијата не е секогаш позелена, а дури да е зелена не значи дека нема нешто друго во тој двор кое што е проблематично. Односно, многу често гледаме нешто што е за нас посакувано и убаво, па например, не знам, некој има убава куќа, а ти немаш, па сега тоа станува твоја болка затоа што ти ја немаш, меѓутоа некој има здравје, ти го немаш, па најчесто се фокусираме на она кое што другиот го има или го нема или мислиме дека е подобро и така натаму и се затвараме за било каков раст и развој. Има партнер, има убавина, има знаење, има едукација, има успех и така натаму и забораваме дека тоа не е целосната слика и дека и тој што има многу работи, тој што има малку работи, се соочува со проблеми во животот, се соочува со стресови, се соочува со нелагодно, се соочува со фрустрација, со конфликти, со кавги во семејството, со болести и така натаму, и тоа се еден нормален дел од животот. И да, ова пак ќе кажам, некаде сме свесни, меѓутоа не секогаш сме интегрирани во ова. И ова дефинитивно го гледам секојдневно. Затоа што на социјалните мрежи реално постојано гледаме што прават другите, каков живот водат, што постигнуваат, како изгледаат. И да, додека овие слики од една страна не се вистински, сепак овие слики се вистински. Ние често викам ова не е вистина и тоа па знае да создаде некако друг притисок кој оној кој што ги создава сликите и тој вели не, ова е мојот живот, ова е вистина. Реалноста е дека не е дека тие слики не се вистински, тие слики се вистински, туку поентата е дека тие слики се дел од секунда која што настанала, а не се целиот живот. Тоа е разликата. Бидејќи па многу често знам да добијам и коментари, споделување каде што некој кој што и баш прави убави слики, кој што живее живот кој што е во наводници ќе го наречам пастелен живот, односно живот каде што има склад на бои и така натаму. Не е дека тоа не е неговиот живот, не е дека тоа не е вистина. Туку едноставно тоа не е целиот негов живот, односно тоа не значи дека затоа што сликите се естетски убави, прекрасни, покажуваат и убави моменти и убав човек на сликата и убаво семејство и среќен да речам исполнет кадар, дека тоа е целиот живот, дека таа личност не се соочува со редовни проблеми. Но најчесто таа личност има може би поинаков мајндсет или едноставно свесно одлучува дека не мора да споделува се и тоа е многу во ред. Затоа што притисокот кој што се создава
и за едните слики, и за другите слики на социјалните мрежи има еден друг бранд кој што велат еве, кај мене е поинаку и така натаму и кој што во наводници не се толку совршени и слично. И тоа е притисок. Затоа што и тука постои еден идеал во позадина и тоа е оно најчесто што не тера да се чувствуваме како да не сме доволно добри, затоа што многу често таа личност која што има и потреба, нели, да објави, да сподели, еве ова не е вистина, има добра намера, ама од друга страна несвесно постои една да кажем едно гласче во позадината кое што вели аха, види, ти не си доволно добра, ти мораш да го кажеш ова, ти мораш да го оправдаш ова, ти мораш да се некако да се оправдаш пред другите за ова или да се бориш против ова и така натаму и ова многу често го гледам и во преписки на коментари. Јас никогаш не пишувам негативни коментари, никогаш не, па дури сам позитивни знам да напишам во секој случај, меѓутоа негативен никогаш. И многу ми е интересно во функција на професијата често знам да седнам и да ги читам коментарите затоа што ме интересира како луѓето размислуваат, што е она со кој што се соочуваме, какви се на луѓе постојат и нели од кое место на болка доаѓа тоа, зошто го пишуваат, која била потребата и така натаму. Мислам тоа се многу длабоки теми ако почнеме да размислуваме, но она што го гледам дефинитивно е дека многу често баш она што се пласира доаѓа од една таква вибрација на не сум доволно добра и сега тоа ќе го кажам затоа што знам дека и другите не се доволно добри и нели ќе ја добиам таа поддршка. Ова не е лошо, напротив, многу сакам јас такво движење затоа што сметам дека е важно. Но исто така морам да споделам нели како психолог дека и ова другото не е реално. Она што е реално и што не е во наводници добро, односно кој што знае да не прави голем притисок, е токму тој притисок дека треба да бидеме едните или другите. Односно дека треба животот да изгледа вака или вака. И реалноста е дека социјалните мрежи се буквално како едно огледало во кое што си гледаме и тие се совршено поле за нашите проекции. И не само што не ја покажуваат целата слика на животот, туку ако ние почнеме да се гледаме само преку нив, не само што нема да видиме кои сме на вистина, туку и ќе гледаме како во рефлексија на вода, што дефинитивно не ја покажува нашата вистинска длабочина. И затоа многу е важно да прво провериш што е она кое што социјалните мрежи го будат во тебе, понатаму да ги признаеш емоциите кои што ги будат и секако да се прифатиш себе си без да се мериш со другите. И ова е многу тешко. Ова е мислам дека уметност која што многу долго време па и јас самата работам на тоа и гледам многу луѓе кои што се тука некаде во ова поле каде што многу е тешко да стоиш на место каде што не се споредуваш со никој, но исто така е пракса. Може да стане дел од твојата пракса доколку застанеш и со еден момент си признаеш што чувствуваш, гледаш кои твои болки ги допира сето оно што го гледаш на страна и да можеш да се фокусираш на својот личен напредок за да ја блокираш на некој начин шумата од сите тие надворешни очекувања што како се треба да изгледа и да биде. И да, знам дека ова не е лесно, но не е и невозможно. За да не навлезам премногу само во социјалните мрежи, Боже ми реков ќе бидам кратка и јасна, меѓутоа тешко ми е да бидам кратка. Реалноста е дека не се соочуваме само со притисоци од социјалните мрежи, но ги донесов како многу важни и клучни затоа што сметам дека некако денешното време во кое што живееме најмногу ги форсира и ги најмногу сме обколени со социјалните мрежи. Тоа е некако дури и со луѓето кои што се знаеме, кои што другаруваме, кои што сме блиски, пак некако несвесно низ призмата на социјалните мрежи ги гледаме. Јас многу одомна некако го имам ова исклучено кај мене и често споделувам дека во моментот кога го избришав мојот Facebook профил, јас престанав да другарувам со огромен број на многу блиски луѓе мои, затоа што во наводници заборавија дека постојам. Затоа што кога ќе им пишав на Viber не им беше интересно, они сака да гледаат слики, не да те гледаат тебе. И јас сам со должна почет воопшто немам некакво негативно мислење спрема тоа, меѓутоа станав свесна колку сме биле плитки, колку тие пријателства биле плитки, тоа биле коментари, тоа било нешто површно, нешто надворешно, нешто кое што буквално нема никаква
поента на дружбата, затоа што јас не можам моето ментално здравје, мојата среќа, па ни тага да ги представам на една слика, ниту пак сакам да ги представам на една слика. Јас не можам моето секојдневие, моите проблеми, моите предизвици, фрустрации да ги представам на една слика и да некој само ми стави лајк и да ми пише браво или така натаму. Таа длабочина може да биде и на социјалните мрежи, секако, особено доколку водиш личен бренд кој што е многу една нова димензија, една многу поразлична димензија и тие кои што имате личен бренд точно знаете што сакам да кажам тука. Меѓутоа, она лична поврзаност, да речам, што се носи би сакал, односно е важно да биде на едно друго ниво. Но, да ги оставам социјалните мрежи. Притисок многу често знаеме да имаме и од семејството и од самите себе. Ова од самите себе сакам да го нагласам затоа што не е лесно да се остане верен на себе и реалноста е дека многу често и ние имаме проблем токму да се поставиме граници на нас себе си, кои што ќе не држат стабилни и кои што ќе може некако да ни прават во наводници блок од тугите очекувања, односно, окей, ова е мое, ова не е мое, ова можам да го прифатам, ова не сакам да го прифатам. Многу често знаеме да се наоѓаме во притисок од, да речеме, нашите родители. Не може да не знам, еве да речеме, може да подсетуваат да се најдеш подобра работа, поинаква работа или да се фокусираш на оно што мисли дека е најдобро за тебе, оно што би било добро и така натаму. Може да има некој кој што, да речеме, постојано ќе одоколу ќе се труди да ти помогне, да ти даде совет, да те поттикне и така натаму, што не значи дека тоа што другиот човек го кажува е лошо. Многу често другите личности знаат навистина да ни дадат многу добра насока и многу добар совет, особено доколку тие личности се во наводници експерти, односно не експерти, туку се луѓе кои што тоа го живеат, кои што тоа име професија, кои што тоа име ете да речам поле на некаква гениалност, но исто така, доколку не сме подготвени во тој момент да задоволиме одредено очекување, тоа не значи дека треба да го примиме. И обратно, многу често личности кои што појма немаат од нештото знаат да не даваат совети и кога викам појма немаат, имаат желба, имаат добра намера, имаат љубов према нас, меѓутоа немаат доволно познавање за нештото и затоа што немаат доволно познавање, нели сакаат да наметнат некакво очекување кое што најчесто има позитивна ајде да речам позадина и така натаму, но истото не би вродило со плод. И сега, ова е многу тешко место, каде што некој кој што го сакаш ти да прави притисок, некој кој што природно сакаш да го задоволиш неговото очекување, сакаш таа врска да продолжи и така натаму. И дефинитивно е можеби и најтешкото место каде што се поставуваат граници и токму затоа во програмот Асертивна првите 2-3 модули, ајде баш така првите 3 модули се едно местење каде што премногу се работи на мајката и таткото, односно на односот со родителите, со блиските луѓе и секако односот со себе си, меѓутоа оној момент на раскинувањето на тие ланци каде што ќе може да се поддржиш и да се поттикнеш да ти едноставно застанеш на место каде што ќе ја донесеш таа граница, без разлика на чувството кое што го чувствуваш во тој момент, без разлика на вината, на стравот и така натаму, затоа што тука едноставно мора да постои една граница која што вели разбирам што ми кажуваш, но ова е мојот пат и јас бирам, свесно бирам тука и сега да продолжам да го одам мојот пат, а не да го следам твојот пат. И тоа е едно многу тешко место, но дефинитивно се работа на себе со свесност пред се за самата проблематика е нешто кое што се стига таму. Не може наеднаш, не може со сите, не секогаш ќе наидеме на разбирање од другата страна, но тоа е едно место каде што ја поставуваме оваа граница е многу важно. И затоа еве сакам да те поттикнам да размислиш на кое место со каде се стравуваш да ја донесеш оваа граница, да ја поставиш оваа граница на разбирам, те слушам, те гледам, го гледам твојот пат, меѓутоа ова е мојот пат и јас свесно бирам да чекорам под мојот пат, односно да се слушам себе, да останам доследна на себе. Многу е важно кога влегуваме во личниот раст и развој да имаме повеќе насоки, односно да бидеме свесни за нашата насока која што сме избрале и да бидеме некако да одбереме во наводници насока, односно да имаме едно место каде што кога ќе бидеме свесни кои се тугите очекувања, кои се нашите, односно да некако дали ова ќе го пишувате, дали ова ќе го размислувате, дали ова ќе го снимате на аудио, дали ова ќе го разговарате со некого, со вашиот терапевт, со вашиот пријател или со ChatGPT, не е важно, меѓутоа да некако кога се соочуваме со очекувања од другите, најважниот чекор е да се препознае. Аха, окей,
Дали ова нешто што јас го сакам или нешто што само се очекува од мене. Тој дел е најважен. Значи буквално јас многу често знам и во курсот Мама без драма премногу зборувам за ова, за очекувања, за критериуми, за стандарди и така натаму. Тоа е долга и широка и опфатна тема која што бара поголема работа. Меѓутоа, секогаш кога нешто се наметнува, кога нешто доаѓа и треба да се направи, доволно е да се запрашате дали ова е нешто што јас го сакам или нешто што XX го очекува од мене. Понекогаш XX може да биде општеството, одредени стандарди кои што се некако моментално одредени трендови, меѓутоа тоа е првото нешто кое што е важно да се направи. Затоа што доколку е друг, многу полесно ќе може да се оди во вториот чекор, а вториот чекор е поставувањето на граница. Односно да се размисли каква граница треба да си поставиш за да не дозволиш тугите очекувања да те потиснат. Например, добро, јас го ценам твоето мислење, но сепак бирам да го направам ова на мојот начин. Или пак да се случи секако следното, односно најважниот чекор, и тоа е третиот чекор, иако не би можела да кажам дека има важен или поважен или најважен чекор, меѓутоа крајно исходот, односно праксата, кога ги следиш своите вредности, почнуваш да се чувствуваш полна со енергија, најчесто и полна со мотивација, и поставувањето на граници не само што те ослободува од тугите притисоци, туку и ти овозможува да се фокусираш на оно што е навистина важно со тебе и да преземеш акција, односно да почнеш да го правиш тоа што во суштина си сакала да го направиш. И никогаш, некако многу често знам оваа метафора да ја споделувам за границите како една ограда во дворот и мислам дека е многу значајна и многу важна и дека со самото тоа ние какви огради имаме во Македонија, јасно е и како стоиме со границите и така натаму, меѓутоа замисли дека твојата личност и живот се дворот, а границите се твојата ограда. Односно, оградата не мора да биде висока, не мора да биде скапа, но треба да биде доволно силно за да го чува твојот простор, да даде доволно простор да може некој да влезе или да излезе, меѓутоа и не да биде тоа хотел промаја. Па така, ако ја пуштиш оградата да се сруши или да биде нејасна, тугите луѓе можат многу лесно да се влезат во твојот простор без дозвола, со сета свесност за нашиот менталитет, каде што и не многу бараме дозвола, нели слично, и ако не ги гледаме баш јасно тие граници, ќе си влеземе и такако. Но ако ја поставиш силна и јасна оградата, ќе можеш да се фокусираш на тоа што е важно за тебе, без да бидеш нарушена од надворешните влијанија. И сега оваа ограда согласно животот, моменталната ситуација каде се најгаш и секако согласно поентата зошто ја поставиш и како поставаш, може би да биде различна. Меѓутоа јас те поттикнувам на една кратка вежба, а тоа е да си ја нацрташ, односно да си ја нацрташ твојата куќа и твојата граница околу. И да видиш од надвор од твојот двор што е на кој што најмногу некако ти стои на патот сега. Значи, дали се тоа очекување од твоите родители, од твоите пријатели, од општеството, од работа, од колеги, од партнер, од себе. И доколку се од себе ќе си ги напишеш внатре и ќе видиш на кое друго место треба да поставиш граница, може тоа да бидат прозорците, вратите, зидовите и така натаму. Меѓутоа, чисто само за да можеш да имаш една свесност, една поставеност и да видиш кои се твоите вистински желби и потреби, дали си ги ставила на прво место, кои граници треба да си ги поставиш во твојот живот за да останеш верна на себе си и како да се ослободиш секако од стравот, од разочарување на другите кога ги поставуваш овие граници, затоа што поставувањето на граници е клучно за да си останеме верни на себе пред се. И кога ќе ги поставиш овие граници, не само што ќе се ослободиш од притисоците од надвор, туку и ќе го пронајдеш твојот вистински пат, затоа што понекогаш сме свесни дека нешто е туѓо очекување, значи не е наше, но па не сме сигурни која е нашето, односно што е баш оној вистински пат што сакаме да го одиме. И затоа, ако се чувствуваш изгубена или преплавена, може би е време да започнеш да поставаш појасни, посилни граници како дел од твојот пат кон личен раст. И токму затоа со сета свесност за оваа потреба настана програмата Асертивна и мислам дека таа Evergreen програм кој што можеби е единствениот програм каде што толку многу има и блиска работа со мене, каде што сме во група повеќе жени, ограничен број на жени, работиме на тоа, работиме на поставување на граници, има многу споделување, има групна динамика, имаме Zoom средби на 2 недели каде што вистински работиме, плачеме, се смееме, споделуваме и така натаму, но со сета свесност дека не секоја една може да си ја дозволи асертивна,
Не секоја една жена може да се отвори толку многу за толку длабока работа, без разлика не секогаш е вистинско време да се почне со асертивна и јас затоа имам и прашалник каде што не ги примам сите на асертивна, односно знам да одбијам. Често знам да одбијам некој, гледам нека некој не е подготвен, барам да има претходно некакво познавање, барам во најмала рака мојот подкаст да е слушан, затоа што во асертивна се работи на длабоки теми. И дури повеќето кои што доаѓаат на асертивна веќе работа со својот психотерапевт, и асертивна е буквално како една отскочна даска и како едно заокружување на сето оно кое што се работело, отварање на некои нови тематики, меѓутоа исто така една голем многу поттик, поддршка да се оно кое што се правило да може да се интегрира во една нова персона и да се стане асертивна жена која што продолжува со својот сон, ги исполнува своите соништа, поставува граници, јасно е која е, јасно е каде е патот и поминува низ многу голем број на отпори, меѓутоа затоа ми е многу важно да претходно има работено на себе. И пак ќе кажам, затоа што сум свесна дека не секој е спремен на толку голем чекор на работа на себе и на толку многу голем влог, бидејќи тоа бара и поголем капацитет да се тргне настрана за работа. Ја направив слободна, која што повторно ќе биде вебинар, каде што ќе ти помогнам да научиш како да поставиш граници, како да останеш верна на себе и како да се сносиш со оние чувства кои што се појавуваат пред или по поставувањето на граници. Јас, доколку не можеш ни да вложиш во слободна, тоа е скроз во ред и ти предлагам да, доколку се пронајде некаде дека имаш проблем со границите, да го изслушаш мини серијалот за поставување на граници и да ги изслушаш сите оние епизоди за границите кои што јас веќе ги имам на мојот подкаст, со оглед на големиот број на епизоди има најмалку 3, 4, 5 епизоди кои што се баш во функција на граници, кои што се многу длабоки и секако доколку одлучиш да дојдеш на асертивна, во тој случај задолжително четиво, односно задолжително нешто за слушање ќе ти бидат токму тие епизоди, бидејќи во асертивна ништо од ова кое што го споделувам тука не се работи, односно не се споделува. Ти благодарам што остана до крај на ова епизода. Слободно прати ми во порака твојата куќа, твојата ограда, доколку ја направиш вежбата, а се надевам дека ќе ја направиш, затоа што повторно ќе кажам, само да слушаш, не правиш ништо. Важно е да се преземе акција, да навистина се влезе во контакт со себе, да навистина се размисли што е оно што е наше и се надевам дека ова епизода ќе те поттикне да провериш каде можеби треба да поставиш појасни, посилни граници, односно каде да ја зајакнеш твојата ограда и од друга страна каде можеби треба и можеш да попуштиш. Поздрав и се слушаме во наредната епизода.